Минатиот петок, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН имаше пресконференција на која пласираше нова невистина, овој пат поврзана со работењето на пречистителната станица. Во отсуство на инвентивност, вистинска идеја како да бидат коректор на власта, во насока на подобрување на животот на граѓаните, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп решил да го темели своето политичко дејствување базирано на лаги, манипулации со граѓаните. Имено се најдуваме пред сушните полина, во кои што се таложи вишокот на тиња. Ако погледнете, сушните полина се скоро полни и во нив има повеќе од 400 метри кубни тиња. Ако се има во предвид дека вишокот на тиња во пречистителната станица е во последните 5 месеци и дека вработените во пречистителната станица просечно од дикантерот вадат и таложат во сушните полина 70 до 80 метри кубни, ќе стане јасно дека сета тиња која што останува како вишак се наоѓа овде за нас во сушните полина. Дополнително, сакам да кажам дека пречистителната станица има 24-часовен видеонадзор. Од тие причини еве го повикувам координаторот или председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Петар Истевски, заедно со мене во ваше присуство да ги изгледаме видеоснимките и да констатираме дали има било какво незаконито делување на вработените од пречистителната станица. Ако се испостави дека ВМРО ДПМН лаже, најмалку што очекувам е господинот Петар Истевски да им се извини на граѓаните на Прилеп. Истовремено, упатувам апел до Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ако имаат било каква сугестија поврзана со дејноста и работењето на јавното комунално претпријатие, кое ќе значи напредување на услугите кон граѓаните, слободно да се обратат до мене или до било кој од менеджерскиот тим на ЈКП Водовод и канализација и ние им стоиме на располагање да ги сослушаме. Ако исто така имаат било какво прашање поврзано со работењето на јавното комунално претпријатие, слободно можат пак да ни се обратат и ние ќе им одговориме, а граѓаните се должни да ја знаат вистината. Се надевам дека ќе постапат вака, ако нивниот интерес е подобрување на животот на граѓаните на општина Прилеп. Ако нивниот интерес е да се служат повторно со лаги и манипулации, нивното дејствување ќе биде од утре исто како до денеска. Ви благодарам и повелете со прашање. Во врска со што сакате? После ова, јавното комунално претпријатие Комуналец треба да ја подига истата и таа стопанисува со НЕС. И се носи на депонија. Под посебни услови се складира, до се имаат подигано од шахтите и дел од таложните полина. Излегува ВМРО ДПМН со некакви фотографии, што се деја? Ја немам поима. Треба да дојдат да кажат да видиме за што се работи. Им стојам на располагање, ви реков, и им стојам на располагање да кажат за што се работи, кој тоа каде одлагал и им стојам на располагање да го видиме видеонадзорот од камерите 24 часовно е покриена пречистителната станица, така да нема можност апсолутно ништо да се прави, а истото да остане неснимено или незабележано. И еве ви велам, го повикувам Ристевски во ваше присуство да ги гледаме видеоснимките. Колку дневно или неделно се одлага? 70 до 80 метри кубни секој месец. Во просек се одлага во таложните полина. Вишак на тиња почна да има во последните 5 месеци и во овој момент имаме повеќе од 400 метри кубни натоложени, како што реков. Претходно, станицата е пуштена да функционира од мај, меѓутоа за незино оптимално функционирање потребно е да се собере одредено количество на тиња и со одржување во живот на микроорганизмите на тињата практично се одвива процесот на пречистување на урбаните отпадни води. Сакате да кажете за Да, овдека се суши тињата и потоа истата треба да ја подигне Комуналец и да ја складира согласно позитивните законски прописи на нашата држава. Сакате да кажете дека сите услови се испочитувани за да се зачува еколошката среда? Апсолутно, затоа и постои пречистителната станица. Ние во реката испуштаме технички исправна вода, целокупната фекалија и нечистотија од урбаните отпадни води се таложи овдека на сушните полина.